Приватните лекари кои подолго време се на боледување може да останат без работа. Од Еснавското здружение велат дека во изминатиот период неколкумина приватни доктори поради влошено здравје морале да ги затворат ординациите. Немале втор лекар, посвен што пациентите не можат да ја добијат здравствената услуга, можно е да им се одземе и дозволата за работа. Ако не се направи тим и некој од нашите колеги отиде подолготрајно на боледување, ако нема тим нема капитација. Ако нема капитација не може да плати осигурување и токму оној доктор кој што цел живот давал боледување и бил хуман кон сите граѓани, негови пациенти, во моментот кога него ќе му треба момент на хуманост, момент на грижа од државата, нема да има здравствено осигурување. Проблемот го потенцираат и приватните стоматолози. Сметаат дека неопходно е да се направат измени во законите со кои ќе се надменат ваквите состојби. Сите и ние здравствените работници кои што цел живот се бавиме со здравство и лечење на целото население во ситуација кога ќе дојдеме ние да бидеме пациенти, значи таквото право со вакви поединечни случаи ни се скратува, односно стануваме дел од странката кај што сме обесправени. Од Сдруженијето на приватни лекари велат дека постојат повеќе можности за решавање на проблемот. Председателката Чолакова Дервишова смета дека амбулантата, а не докторот треба да биде носител на дозволата за работа. Со ова ќе се избегнат ситуации во кои одреден лекар ќе има потреба од повеќе месечна рехабилитација. Во Уставот пишува да приватно и јавно здравство се еднакви пред Уставот. Ние не бараме ништо повеќе освен да се почитува Уставот. Ако некој од јавно здравство отиде на боледување и 10 месеци кога се враќа има сигурност, има статус, има мирен живот. Додека овдека во приватното здравство, ако отидете на подолготрајно боледување и да не најдете замена, се враќате на празна нула. Од Сдруженијето на приватни лекари велат дека со проблемот ќе ги запознаат надлежните здравствени власти. Во Еснавското здружение сметаат дека можеби во моментов нема да се пронајде решение. Сепак додаваат дека приватното здравство е столб во здравствениот систем и тој не смее да ослабе со вакви проблеми.